Три, два, един. Оригиналната шпица. Наталия Кръстевска, здраво! Здраво. Како сме? Отлично. Възбудени? Много. Трема? Нула. Стрес? Нулен. Бите шулен. Има малко. Наталия Кръстевска, моя приятелка, другарка, отдавна си имаме дружено. Да. На много теми делиме мислење, на некои може да и не делиме мислење, тоа ќе го дознаеме. Дали сега, дали од наредни години, не е битно. Наталија мене многу, да речем, ми има оставено импресија со тоа што се боре за некои права што и за некои, да речем, теми за кои што многу се битни не само на мене, туку општествено и на на достигнуваш некој глас и некоја публикација на национално ниво и надевам се дека имаш направено некој впечаток на многу млади, па и да речеме постари луѓе. Надевам се и јас. Да, и за тоа може да позбореме. Сакам да почнам, те прашам околу нешто со што прво ти беше како прво, не да речем занимање, ама прва тема околу која што си била малку така по passionate, да имаш пасија за некоја тема, Да. например, на македонски. Тоа е ССО, или сеопфатно сексуално образование. Да. Кажи ми, отприлика, кое време почнуваш да учиш за овоа или да се заинтересираш за овоа и како малку така, кратко само објасни ми каква е прогресијата низ годините за тоа што го работиш за твоите програми и цели. Јас често знам да кажам дека сум дете на интернетот. Затоа што многу од информациите која беше, да кажам, 7-8 оделение ги добиваше од интернетот. И жива среќа што сум ги добивала точните информации, затоа што е многу лесно да се изгубиш на интернет. Тоа време некаде 7-8 оделение почна да читам малку повеќе за феминизам, за трети, четврти бран на феминизам, сексуална слобода и слично. И некако цело време се пронаѓаше со тие работи. За ССО не знаеше што е реално, не ни знаеше дека имаме сексуално образование. Предпоставувам дека и ти си го имал истото као јас што го имаше у 7-8, кај што ни покажува слики од луѓе што имат ХИВ, сифилис и слично и ќе дадат кондоми толку. Да, често е било едно предавање кое што многу имало цело време смеење на наша страна како тинеџери. Како да се заштитите, што треба да правите, еви по еден кондом, ајде дома. Да. И после тие кондоми се пунеа со вода. Точно. У трета година, не сакајки на Facebook, најде апликација за дводневна едукација за сеопфатно сексуално образование. И на апликацијата ги пишуваше сите теми што ќе се зборат за време на таа дводневна едукација. И тоа беа род, сексуално преносливи инфекции, контрацепција, ХИВ, Добро. после граѓански аспекти, тоест сексуални и репродуктивни права, насилство, задоволство, врски односи и различност. И некако ми беше као, чекај малку, ово звучи многу интересно. Аплицира, отиде у Скопје скроз сама на дводневна едукација. Откако тоа помина, свана дека јас си го најде вистинското место у свет. Таму едукаторите што на нас ни предава кажаа дека ако се зачленеме да бидеме волонтер у таа организација, тоест ХЕРА, Добре. можеме и ние после натаму да бидеме едукатори, и мене тоа многу ме заинтересира. Стана едукатор у 2017 и тоа беше почеток. Значи, зачленуваш се во ХЕРА, Да. што е невладина организација. Невладина, да. Е именувана според грчката божица за убавина, така ли? Не. Не.
Која беше грчка? Не, Афродита, нели беше грчката божица за убавина? Да. Или така нещо? Ама не е по нея. Тоа е кратеница од Health and Education Research Association. Ја по цел живот си мислам дека Хера е по... Да, Хера нели беше грчка божица една? Да. Ама зашо беше? за жал не е по нея. Не е по нея. Ете гледаш мисконцепција број 1, поништена. Хера, организацијата не е по тоа. И завршуваш со дводневна програма. Да. Таму, нели, учиш ве образуват за, нели, за разлики помеѓу пол, Да. род, нешто ми Пол, род, нешто спомна. Да. Сексуално преносливи инфекции, контрацепција, граѓански аспекти е повеќе човекови права, у смисла на сексуални и репродуктивни права, нели, например, право на избор, право на живот, у смисла на никој не смее да ти се заканува да ти се заканува на живот врз основа на, не знам, сексуална ориентација или било што. После има насилство, задоволство, врски односи. Се тоа е Много посеопфатно. Да. И се тоа е повеќе таргетирано кон млади некои тие тинејџерските години, кај што се случуваат сите овие процеси, кај што сите тражеме да истражуваме со некој друг на тема секс. И после неколку месеци имаше повик за едукатори. Таа обука беше малку подлга, беше 3 дена и после 2 недели имаше 3-дневно полагање. Добро. И на крај се добива оцени и врз основа на тие оцени стануваш едукатор. И оцените се колку ти се точни информациите на тестовите што ги даваш. Јасно. Како ги презентираш темите, дали би те бивало у средина на училница, како се справуваш со учесниците, пошто нели се работе за деца. Пошто предпоставувам дека на многу не да речем отпор, па да, на некој начин отпор си наидела на, да речем, нели, од општество, на некои луѓе што те гледат како криво или што не те сванале сериозно, не само сериозно, туку да речем, многу луѓе што смислат дека одете на индоктринација или одете на прање на мозок, па сега треба тука има некое разграничување, значи некој сака да те едуцира за сексуално образование или те пример за заштита при секс или се тоа сигурно не ти мисли никој лошо за тоа, па особено кога ти го прави нели без пари, никој не ти взима пари, нели што треба да си нормално, треба да си бесплатно веќе. Мислам такви некои работи што викаш човекови права треба да се основни и нормално дека ќе идеш на некој отпор. Верувам и ти си наидела на многу отпор од општество. Да речем не само од општеството и од средина, туку може да некои блиски пријатели што нели тогава ти биле пријатели, може веќе не ти се што нели логично мислам дека се финансирано од Сорос или такви некои работи, нели секој пат ќе има. Значи си наидела на некој отпор. Да, има отпор и како што кажате и од општата популација вака околу мене, ама има и отпори на пример од школите. Кога сакаме да отидеме да предаваме, кога слушнеш сексуално образование, сите мислат дека ние одеме и ги учиме децата, ајде сега ќе ве научиме како да имате секс. Што не е точно. Да, тоа е подруга професија. Ама малку е покомплицирано затоа што ние кога одеме на едукација не ги даваме нашите мислења за темите. Ние даваме факти кои што се подржани со истражување. Например, најголем дел од информациите што ги користиме се од СЗО, од Светска здравствена. Добро. Во последно време има многу голема критика или неверување у СЗО, што некаде е подражана, значи, нели, не успорувам тие работи, зборам за моменталната ситуација. Да, за моментална ситуација, значи беа излезели пред многу време со податок дека вирусот не се пренесувал од луѓе на луѓе или бил многу ниско, или дека маските не би имали толкова заштита, што не беше баш најточна информација, да речем, барем според мене. Небитно. Да. И тоа е, мислам, најголемиот отпор не само од школите, туку и сите други. Кога кажам дека сум едукатор за сексуално образование, секој ше, ти ги учиш децата да имат секс. Што нели, после првите 18 пати стане досадно. Да. Да, и
исто и тоа, дека ние одеме таму со наши мислења на темите, што не е точно. Нормално, за да си едукатор, на еден начин треба ставовите и мислењето да ти се поклопуваат со фактите што ги кажуваме. И сваќам дека на момент може да звучи како да переме мозоци, ама нормално секогаш кажуваме дека е... Зашо да би звучело нешто на момент дека перете мозоци? Па, например, за темата различност кога одеме, збореме за различни сексуални ориентации од хетеросексуалност. Добро. И сега живееме у општество кај што хетеронормативноста е нормална за нас. Нормално, да. Да. И кога отидеме за да збореме на оваа тема и кажеме, например, хомосексуалноста веќе од 90-тите не е рачуната како ментално нарушување. Или како девијација. Да, или како девијација. Во тај момент може некој да си помисли, па сега вие тука дојдете да не ги перете мозоците, за да станеме и ние хомосексуалци. Да, факт е дека живееме малку да речем релативно по-конзервативно општество, иако мислам дека тоа малку се мене во последните неколку години. Мислам можда не толку голем процент, ама полека мислам дека луѓето стануваат полиберални, во смисла да младите стануваат полиберални, значи што постарите, зборам постари од 30 години, да речеме, повозрастни, да речеме, од 30 години па нагоре. Мислам дека тука имаш реално мала шанса дали да променеш некое мислење, пошто нели па така си израснали и тоа делумно, сега може малку контроверзно, ама мислам дека делумно не се самите луѓе криви толку многу, полека само. Мислам дека не се толку сами луѓето криви, пошто се израснале у такво општество, значи сите околу тебе се израснали у такво општество и денеска од 2020 година луѓето растат, па имаме млади што се многу нели да речеме хомофобични или трансфобични или се, а не па пред 30 години кога се тие родили, кога е било нели или пред тоа кога било време на Југославија, каде што е било многу нели уопшто било значи нели ние како држава каснеме, ја мислам со многу работи. Ама значи тоа што каснеме значи не е нешто. Пример само да земам Англија. Само да Англија мислам 50-60 се биле многу хомофобични луѓето и се ја декларале во каже го хомосексуалноста како ментална болест. Да. Алан Туринг е бил се самоубил поради тоа што е имал точно да прича не знам, мислам дека спречил многу луѓе, нели гледаме го и филма што нели и за него беше Енигма, мислам дека беше Енигма. Imitation Game. Да, The Imitation Game работе да го кракира кодо на Енигма што нели за мислам тоа беше германскиот крипто систем нешто. Побива го и со тоа спречува нели многу значи милијаници или не знам колку животи со тоа што многу голем нели не сум историчар, не ми текнува, ама многу животи е спасил со тоа, па се го уште сметале како нели сексуална како девијација да е имал, се му давале некои тешки медикации и мислам како резултат на медикаменти и на општество и да се он си го на крај одзима живото. Што е на Англија. Учиме у историја. Што е уште еден проблем што го среќаваме, не дека нели нормално сега малку подруго од кој излезе филмови, нели има малку повеќе видливост за тоа кој уствари го направил тоа, ама на пример јас у книга Историја никош не сум го сретнала неговото име. А он направил огромна работа за тоа како завршила Втора светска војна. Да. Мислам дека преска дека збориме ти ми спомнал некој учебник од 2010-та, дека уште било присутно дека хомосексуалноста е девијација. Да. И дека не знам сега тоа поправено ли е, нели е поправено, дали е сменето, дали е извадено, не знам. Има неколку и не само кај мене на факултети, има и на неколку други факултети кај што се среќаваат такви податоци што се застарени. И сега многу е, мислам барем според мене, многу е лесно да отидеш на Google и да најдеш одговор
на некое прашање, на пример, Да. дали хомосексуалноста е уште девијација. Дали се смета како Да. девијација? Тоа е се, да речем, субјективно или направено е како се го пишале, така да си го сваќаат луѓето. Значи, Да. хомосексуалната се била тука и бил тука многу пред нас, затоа Да. сме сведоци од античка Грција, да речеме. И не е нешто што е, што е било ново или со која цел се е стигматизирало низ годините, у текот на историјата зборам. Значи, у античка Грција сме видели статуи и пишувања и се, дека тоа е било речем многу понормативно. И сега Да. каде доваѓа тоа дека кај почнува, имаш ли некоја идеја од кај почнува тоа стигматизирање или од кај Највеќе се збори за среден век дека е као почетокот на таа стигма против хомосексуалните луѓе. од инквизицијата, од црквата или? Да. Никој Затоа пат што, нема нели- да простам за тоа. Да простам, никој нема да зборам. Да, па мислам хомосексуалноста не произведува, како да кажам, репродукција. Тоа звучеше лошо. Да. Ама као, нели, со хомосексуални сексуални односи не може да, Да. се дојде до Да, зачнување. така. И тука е еден проблем кој што црквата се боре да го, како да кажам, да го спрече тоа да не се репродуцират луѓето. Да, па мислам, имаше мој еден од моите умилени комедичари, многу е не писи коректен, Рики Джервейс, можеш го знаеш. Многу сакам, значи какви забанци, значи какви настапи беше му на настап у Барселона. Многу сакам. Мислам, многу ми е така чил, никој ништо не може до него да имаше многу, не знам дали имаш гледам, ќе тоа пуштам, имаше многу интересен дел од на стендап, кој што збора за Господ и за хомосексуалноста и кажува дека Господ е всушност геј. И вика Господ и вика геј. Вика и нешто врате тука низ книги, низ нешто низ Библија зборе и тука со Мојсе и сега направено некоја книга што му даделе од кој бил на црква. И Мојсе тука депектиран како со румини образи, со големи обечки, нешто нацртано. Па тука Господ му бржа рака, нели, не дека зборил, па се држат за рака, нешто такова. И нели, и сега вика, нели, Господ потопувал земјата тогај. И вика, сега ќе го поплаваме, нели, ќе го поплавам цел свет. Ама вика, тебе не, тебе да даде. И вика, малко да нешто како да прави се звучи геј. И вика, тебе вика, не. И нели, тука со румини обрши ги нешто вон. Вика, шо вика, ти со Господ ли збориш, со кој не збориш? И леле, шо беше нешто на крајо. Нешто, нели, вика, нели, пишал Господ тугај, никој пат, нели, у Библијата пишувало, маш нема да лежиш со друг маш. И тука мој се го прашал, вика, а жените? Ама, добри се, вика, не ги сакам. Нели, ништо за жените. И на крај, нели, која символ, најинтересното нешто, вика, символо, кај што, нели, завршил потоп, кај што, нели, почнале палуги, тоа се населуваат, животните се размножи, се тоа. И нели кај што нели растргали со облаците и Господ вика нели символ како за љубовта, за живењето сите заедно и пушта виножито. Мислам, не, згечувај, мислам дека најмалку 15 пати го имам гледано. И ќе го гледам па, значи многу ми е интересен. Ништо, преминам натаму доста од Рики Джервейс, он си има своја слава. Моментално се член од нова нова невладина организација што се вика Период или Период. Непрофитна. Да. Јас како кажам? Невладина. Не е невладина или? Не, има разлика. Да. Добро. Владината ги плаќа вработените. Ние сме непрофитна, тоест не зимаме, немаме никаков профит од тоа што го правиме. Освен, нели, да се осеќаме убаво. Добро, и со период, значи период доваѓа од англискиот период, што значи менструација. Да. И што ви е целта, какви програми имате, каква ви е замислата со период? Тоа е првично непрофитна што е направено во Америка. Малку е лошо, ама не знам точно кога. Мислам дека 2010-та. Добро. И целта е да се скршат малку табуата околу менструацијата, односно, нели,
малку да не биде толку срамна тема. Добре. Да се едуцират малку повеќе младите за тоа што е тоа и за што се случува и како се случува и да се намале менструална сиромаштија. Тоест проблем што значи тоа менструална сиромаштија? Да, например, сега ќе го кажам како пример за тоа што не знам да го дефинирам убаво, ама менструалните продукти кај нас се класифицирани како луксузен продукт и имат 18% ДДВ. Добро. Што јас не знам како може тоа да е луксузен продукт, која е нешто што се случува. Како луксузен продукт? Например, како што е шминката. Добро. Затоа што шминката е нешто што можеш да го користиш, ама не можеш. Добро. Менструалните продукти, улушките, тампоните, тоа не можеш баш да го одбегнеш. Мораш на некој начин да се справиш со целиот тај процес на менструација. Така. И по таа основа не треба да има 18% ДДВ, затоа што е биолошки процес кој што мораш да се справиш со тоа, хигиена. А зашо да не се направи некој фонд и тие да бидат достапни без пари за целата женска популација? Зашо да мора и да плаќаш за улушки, пример? Значи не е нешто за кое што дома можеш да најдеш. Јас зборам како ја да имам секоја менструација. Немам, ама добро, окей. Зборам беше не е нешто без кое што не можеш или како не знам, мое лично мислење е дека треба да има фонд. Мислам дека некој од скандинавските земји дали има направено, нешто имам слушано, ама служувам се со идејата да има некој фонд и тај фонд или не знам, дел од не знам од кај би иделе парите, не сум јас тај што треба да ги направи тоа, ама мислам дека има бар оваа држава дека има доволно средства за некој фонд и таа да плаќа фондот на приватна компанија и приватна компанија да ги прави што може, без маржи, без тоа, пак има и приватната компанија ќе си има профит и ќе си има се тоа, зашо да не би било сега, има тука повеќе проблеми, како ќе ги распределиш, да не земе некој 10 па да ги продава, па нешто, не знам, ама малку е тоа, ама идеално да речеме утописко, да речеме у свет на утопија, ја би да тие средства да бидат бесплатни, пошто не е нешто кој што кажа. Тоа е ептен утописко, ама реално и јас би за тоа да не мора да се плаќа, затоа што пак ја кажам, тоа е веќе хигиена од која што не можеш да не бидеш зависен. Или барем тоа ако не бива, не 18, нека бидат 5-6%, нека се намале. Треба да бидат 5, има сега петиција што е направена за да се намале даноко. Што јас мислам дека е супер и треба да се намале. Ама, например, Шкотска имат супер пример за тоа што направија менструални продукти бесплатни у сите школи. На ниво на цела територија. Што мислам дека е супер затоа што кај нас имаше пред некое време истражување дека у некои по-рурални средини девојчиња не одат на школо која им е дојдено затоа што немат улушки, не можат дали да си дозволат или немат од кај да ги купат, што е огромен проблем, мислам. Тоа јас го немам, кај нас го немам никаде слушано, ама сигурно никој не би се пожалел од причина од стигматизација кај нас. Да. И у секој случај се скапи. Мислам, една пакетка улушки што ретко трае за таа цела недела е околу 60 до 90 денара. Јасно. Тампоните се над 100 денара кутиичка, што пак ќе кажам, ретко траат таа цела недела, што значи мораш уште еднашка да купиш. Така да бореме се и за тоа малку да се дестигматизира целиот тај процес, ама и државата да најде некој начин на кој што ќе го направи ќе ги направи тие продукти подостапни. Иако не станува збор за некоја релативно висока сума, да речем, 60 до 90 денара, да речеме на база на месец. Да. И треба тука да се земе обзир дека не е 100% од населението вработено или има месечни примања или
Нели сега, за това може да се отвои, па за нещо друго, па Да. не е поинтата да сега Не е нема поинтата да излезеш. скратиш Да, за нещо, що не можеш да го контролираш, знаеш. точно. Не е Тука сега, не е сега, айде нема защо мора да излагаш, примерно, кафана да ядеш, може да се купи. Не, мисля, Да. не е тук въобще Да. поинтата на разговора. Тук, нали, Да. какво ще викаш, трябва, може би да се най-неко да биде пристъпно да сите, или барем, най-мала рака. За луѓето кои што се наречеме социјално загрозени или без примење или нели речеме лица инвалиди или што не се состојба да би, за тие да си имат некакво не знам, некаков начин да имат нели да имат лесен, да имат пристап, пошто па е човечко право, мислам дека станува збор за нели за лична, основна лична хигиена. Да. И не знам, надявам се. И ние, мислам, сега сме ептен свежи, нашата непрофитна. Работеме малку на тоа, тоа сакаме да работеме, сега пред месец дена почнаме, ама сакаме да работеме и на тоа да собираме донации за да можеме да им дадеме на школите да имат улошки у секоја школа. Што е голем залог, ама мислам нормално со помош со се тоа, мислам дека ќе може да се направи. Барем да има неколку, не мора да бидат како например автоматите што се или кондомати или било што, туку да има некое лице у тоа школа што ќе може некое девојче да отиде да каже ово ми се дешава, немам улошка, дали може да земам за да не троше пари и да купува. Да. Значи тоа е нешто кое што нели ќе кажеме некој начин кој што имаш улога во нашето општество да кршиш табуа. И тоа е мислам дека нешто што треба да се пошто кога си ограничен со многу работи со мислење, не може да размислуваш, не можеш да дискутираш со некој, не можеш да дискутираш нели со било кој дали со пријатели или со фамилија, со некоја нешто е табу теми кои речеме за во не збореме. Нешто за кое што дефинитивно не се збори или многу малку се, не да речем се збореме, за многу малку е така табу тема кај нас е нешто за кое што ти се бориш во последно време многу и е тоа станува збор за домашно насилство. И тука е нешто кое што според мене искрено не треба да биде уопште табу тема, иако е. Да. Почесто и маж спрема маж спрема жена и жена спрема маж, и двете се присутни, едното повеќе од другото. Ама тоа е нешто за кое што не треба да биде табу и треба да полека. Надевам се дека ти имаш начини, имаш некои платформи или некои проекти со кои што сакаш да го скршиш тоа табу. Можеш ли ми кажеш за нешто? Да. Со што работиш? Една од темите што работеме кога одеме на едукација е насилство. Повеќе збореме за сексуално насилство и сексуално вознемирување, ама се спомнува и темата на семејно насилство. Иако и сексуалното насилство може да биде дел од домашно семејно насилство. Јасно. Исто Хера мислам прв семеен центар, тоа е центар кој што нуде психолошка поддршка на лица кои што се жртви на семејно насилство. Добро. И има и изгрижувалиште, тоест шелтер центар за жени кои што се жртви на семејно насилство. Така да има многу тука, мислам, имаме ресурси у нашата држава, не се толку познати, ама и многу малку луѓе сакат да ги искористат. Мислам и сам кажа, тоа е семејното насилство за жал уште е табу тема. Иако е пречесто за да биде табу тема и е травматизирачко за да биде табу тема. Да. Ама многу луѓе го мислат тоа како или знак на слабост, или уште пострашниот случај знак на љубов. Знак на љубов. Да. Во реалност е знак на... Тепаме, ама сакаме. Јас тоа никој пат нема да можам да го разберам. Никој пат не знам
не можем да сванеме како размислуват Да. девојчињата, што ама според мене уопште не е уред размислувањето или можда дали така е да речеме да се научени да размислуват дали од дома, што би било многу страшно ако Да. некој од дома ги уче, или па самиот дечко да речем ги тоа некако успел да ги убеде дека тоа е знак на љубов, што не уопште не треба да е многу страшно, многу некако чудно како може да изразуваш љубов, нели, со физичко насилство, со малтретирање или со нешто, ама мислам дека многу пати тоа се дужи на не на љубов, не туку на страв дека се пријава. Значи имавме ние и уштип инцидент, не е битно, нели, што кога неќам пада да отварам таа тема, ама кај што нели може да тоа било показател дека девојчињата или жените, не девојчињата, и жените, значи многу често мене стварно ме плаши тоа колку е нормализирано семејното насилство, дека се плашат дали ќе ме најде или ќе ме пријави или ќе ме тепа и нели ќе ме тепа или ќе чуат, најжално ќе чуат комшиите или ќе зборат комшиите, што е значи ако има некој девојче или жена што и мине низ тоа и што се мислиш дека нели комшиите ќе чуат, верувај дека верувај. Сакам па да потенцирам дека што и да е, треба да се побара помош, дали од надлежни, дали од преку, дали на крај крајшто, еве Наталија, пишите на Наталија упорака. Она натам колку што е одговорен ќе си преземе натаму што треба, дали ќе пријави, дали ти имаш викаш и центри за згрижување и некој што ќе те држи. Мислам мора некој да се најде некакво решение. Малце е тоа многу комплицирано. Мислам, вака од страна кога се гледа многу е лесно и јас цело време го правам тоа, пријави. Не е толку лесно, најверојатно. Не е уопште лесно да се излезе од таква врска. Многу луѓе и мажи и жени се у некои ситуации зависни, без разлика дали економски или психолошки се зависни од партнерот. У многу ситуации некои луѓе не го ни гледат тоа како насилство, затоа што, например, може некое дете да е пораснато у таква средина и да го смета тоа, да го гледа како нормално. Вака се искажува љубов и тоа е окей. Има ситуации, сега не знам дали има термин на македонски, ама gaslighting е на англиски, кај што gaslighting. Да, кај што лицето, односно насилник у оваа ситуација, ќе направи жртвата да се чувствува како да она е виновна за тоа што се случува. У ситуација, ако кажеме, сега ќе земам маж насилник како чист пример само, не дека тоа е ситуацијата секогаш, ама на пример мажот ќе каже на жената, па ти ме изнервира, ти го направи ово и јас сега како да одговорам, морам да те удрам. И у таа ситуација жртвата ќе биде како, па добро, окей, да, јас ти изнервира. Заслужено беше. Што нормално ништо не е заслужено. Ништо не е заслужено. Посебно насилство не може на никоја ситуација да се оправда насилство. Физичко насилство, нели тука и вербалното игра многу голема улога. Да. Можем да кажем дека физичко насилство не можеш со ништо да го заслужиш. Дали ќе биде со изневерување, дали ќе биде со неверување, значи ако си маж да речем, вистински маж веќе, ако нели по збора, малку не писи коректно, ама ако веќе имаш карактер да си човек, или ќе закјутиш, или ќе си не закјутиш, ама ќе си најдеш некој начин, друг начин, дали ќе оставиш еден, дали ќе се разделите, дали нешто, одмаздата па не оправдувам, ама физичкото насилство никогаш не треба да ти биде, што ја направиш не треба да ти биде изговор или решение, да речем. И ти тоа што го кажа за комшиите. Тоа е одвратен синдром што го имаме сите ние, македонците. Дека леле што ќе кажат комшиите, леле што ќе каже овај, леле што ќе каже онај. И не е само ситуацијата на некој да те исмева или да ти се смеат комшиите или било што, туку некои жртви дури кога одлучат леле се ајде сега ќе пријавам, спремен сум или спремна сум да пријавам. Да. Па имаме го тоа
например, ќе дојде некој кај мене и ќе ми каже јас се оставил, јас го пријави овај и овај заради семејно насилство и јас да бидам о, леле ти душичка, о, тебе ти сте о, тебе те вреѓа. И нормално не кеш никој да те сожалува, не кеш да те гледа така. Треба стигмата да ја префрлеме од тоа сожалување, нели, не да биде фокусот. Ако слушнеш некој слова, не треба да биде фокусот на или да биде нели фокус на срам, зборам као колективно општество треба да си го смениме мислењето, не треба да биде сожалување нели на жртвата и тоа да биде решение, туку срам против или осудување на онај што е бил насилник. Не е битно дали маж или жена, пошто нели сега да речем прилично нели мислиме дека позастапено е физичко насилство мажи против жени, нели од мажи на жени. Ама сигурно имала се искуство или се слушнала или има доста случаеви што не можеш и да ги замериш дека има и од жени кон мажи и тоа е подеднакво загрижувачко или застрашувачко. А тоа е уште повеќе постигматизирано е пријавувањето, пошто јас не знам никој што е пријавил или сум чул за некој да пријаве, барем кај нас, насилство од жена према маж. Имаш ли ти некои такви искуства, случаеви? Има ситуации кај што тука многу доваѓа тоа што очекуваме ние од мажите, како општество викам. Нели мажот треба да е силен, мажот треба да не покажува емоции у смисла на да плаче или било што. Он треба да се грижи за семејството, он треба ово оно и често се дешава, има приказни кај што луѓе пријавуваат дали силување или семејно насилство у полиција, односно мажи пријавуваат и полицијата им се смее. И полицијата им вика: "Еј, па ти си маж, како може она тебе да те тепа, жена ти, женско те тепа, ха. И многу често се дешава, например, ако има силување. Сега за овакви случаи знам повеќе за тоа што поспецифично тоа го работиме. Ама кога маж или ќе пријаве дека е силуван, секогаш ќе биде и сигурно ти се, не знам колку смеам да бидам вулгарна. Смеам ли? Колку сакаш биди вулгарна? Сигурно ти се надрвил, сигурно си свршил. Што свршувањето не е нешто што може да се контролира. Тоа е неволева реакција на телото. Ама многу често се дешава у случаи на силување да сврши дали машко или женско. И тоа не е нешто што ние го контролираме, туку тоа е едноставно нешто што се дешава, ама често се користи против мажите за да биде како: "А, па ти си свршил, така да не е силување, ти сигурно ти се свиѓал." Силувањето е насилство. Не знам тоа е мисконцепција, тоа е мисконцепција што може јас сега слушам, може јас би не сум работел со такви случаи и при мене интуитивно јас би размислувал ако некоја жена е силувана дека не е можно нели да има, не е можно, ама не е веројатно да има, да речем, да доживее оргазм или да свршува, пошто нели очигледно не ужива или е травматично или се тоа, што тоа не сум знал дека е малку е подруго кај жените, малку е потешко затоа што целата биологија, анатомија кај жените е малку покомплицирана. Ама пази тука со комплицирано за жените. Ти не си таа што треба да кажу. Анатомијата е комплицирана. Анатомијата е така. Да души анатомијата не мора да биде комплицирана. Ама да, у таква ситуација тоа е стварно неволева реакција што не можеме да ја контролираме ни ние жените ни мажите. И сега па тоа често се користи против мажите како: "Ти сигурно си уживал, свиѓало ти се, како може да не икеш да имаш секс." У ситуација на силување. Пак и девојчињата е па обратно. Има многу мажи што може и фантазираат за тоа, да бидат врзани, да бидат, не да речем силувани, ама може и многу мажи уживат си тоа. Има сигурно има и мажи што стварно си уживат тоа. Има кинкови на силување, ама тука е разликата што и двајцата се согласувате да улезете у тај однос. Кај силувањето, поентата на силувањето е дека немаш согласност од едната личност која што е силуван. Сега, ако некој има кинк на силување, он ужива у тоа и кажува: "Да, јас сакам ово да го правам и сакам ово да ми биде правен." Ако дојде до ситуација силување не кинк, туку мислам насилство, тука едното лице не ужива у тоа, не ќе тоа да му се случува
И има огромна стигма и кај мажите и кај жените, нели, а шо направи ти? Како беше облечена, дали беше пијана, кај одеше, со кој одеше, темно ли беше? А кај мажите уопште не им се верува, затоа што силувањето како сексуален однос се смета дека мажите сите треба да сакат да имат сексуален однос. Да. Не е Има интересна поента спомна, кај што кажуваш, нели, и тоа многу често и кај нас го има, укривуваме blaming the victim, што е укривување на жртвата, нели, нели, зашо се носила, дали си била провокативна, дали си била пијана, дали си се ставила ситуација. И сето тоа, значи, никое, нели, како насилството, никое, нели, силување не е оправдано без, нели, согласност на друг. Сега, тука можда малку е контроверзно. Не знам точно, ама те ќе кажам. Ти може поправи ме слободно. Значи, не е окей. Воопшто не е окей и не фала Богу, не оправдувам, нели, силување или се тоа. Да. Ама има у рамките на општеството, како што знаеме дека малку е потака, нели, малку сме по-конзервативни како општество и се тоа. Многу лесно кај нас ние примеме знаци дека, нели, ако има разголена женска или ако некој да си пушта дека не, да речем, многу е зборлива или да речем, или пијана или нешто многу е пријателски настроена како со тебе, многу луѓе може тоа си го интерпретират како, нели, како привлечност, што уствари не е. И сега поентата контроверзна ми е дека не треба да биде вака, ама со тоа што, нели, женските се обличува, нели, дали се обличала малку по-провокативно или се тоа, да се става у ситуација да е зголемена веројатноста да биде сексуално нападната или сама си оде дома или се тоа. Значи тоа не е не дека не треба да биде или дека не малку е така специфично, неким само грешка да се сванеме, не дека не е уред или не треба да биде или дека се, ама не ни треба да имаш тие превентивни мерки, значи не треба да имаш ти нека утопија, не треба да имаш ти солзавец или што е било да си носиш со тебе у случај некој те нападне, че треба да си бидеш, нели, слободен, да се шеташ, ако сакаш дома да си одиш у 3 нели, у штикли или од излавање или како си било, или да речем у кратки сукњи или со деколте, тоа треба да се биде. Сега не ќе да речем обвинувам ги, нели обвинувам ги жртвите, ама со тоа мислам тоа има контрибуција прави кога тоа зголемува веројатноста, нели, нешто да се деси. Тоа не е уред и не викам дека сега треба да не се облечуваме или да не се облечуваат кој што сака треба да се облече. Туку треба да се дигне свеста кај машките дека не е секој пат, нели, дека тоа не е уред, или ако некој девојче е разголено, не значи дека е напалено, или ако некој девојче ти е зборливо или дека збори со тебе, не значи дека сака да има, нели, да имат односи или да имат секс или не знам што твоето мислење околу овие изјави што мислам дека се напри прилично јасен, ама словно е поправи ако некаде сум сгрешил. Знаеш што, имаше една изложба у веројатно ќе сгрешам, надевам се дека не, Брисел. Добро. Кај што беа изложени алиштата на луѓе, жени, мажи, деца што биле силувани. Мислам, нормално, да, најстрашно беше тоа што гледаш детска облека. Да. Имаше многу мал дел од облеката беше, што би рекле ние, провокативна. Знаеш, као многу беа скроз нормални у смисла мајца и фармерки или било шо. И многу тука имаме некој став сите ние како општество дека колку по-разголен е некој, толку повеќе е за сексуални односи, што не е така. Нели, нормално никој не се облечува, мислам, добро, можеби некои се облечуваат за некој друг и тоа е окей, ама голем дел од луѓето не се облечуваат за да направат некој друг среќен, туку се облечуваат за тоа што на нив така им е удобно. И така треба да си. Да. И супер беше тоа што го кажа, затоа што кој што сака може да си стака. Да. И супер беше тоа што го кажа дека, знаеш, не треба да ги учиме децата
не го прави ово, не оди тука, пази со кој си, како си, шо си, колку пиеш, туку треба да ги учиме децата, ако сака некој да има секс, ќе ти каже. Ќе биде јасно. Јас барем тоа го мислам, дека ако некој сака да има секс со некој друг, тоа ќе биде јасно и на двајцата. Добро. Без разлика дали ќе се каже и вербално или невербално, мислам дека и двајцата ќе бидат, ќе го сванат тај дел. А зашо? Извини, ќе те прекинам. Не, окей. А зашо да не се спроведат и двете работи у исто време? Пошто реално ако се дешават силувања, не е битно каде, нели кај нас или низ Европа или низ свето. Ако се дешават, нели, силување, пример после излавање или дојка си упијано со 150, зашо да не се даде мерка на предпазливост и у исто време и да се, нели, и да се едуцира, пошто реално Да. постоje нели опасноста и со тоа што не, мислам, одговор не е да престанеме Да. да кажуваме на пример на младите девојчиња, пазите се. Пошто ако веќе дојдело до степен мајките или родителите, да речем, да кажуваат на малите на децата пазите се, значи сигурно не е неосновано. Ама у исто време треба да се фокусира и на другиот дел. Не, нормално треба да се... Мислам, јас сметам дека сите треба да бидат предпазливи, например, кога да пијат или да излезат или било што и да прават. Ама поентата ми е да не ги учиме као усмислена, ако му кажеш например на девојче, ако му кажеш немој многу да пиеш, ти ќе те силуват, ти уствари ставаш у главата, ако пиеш, ти си крива што си силуван. Да, што не е уред. Да, што треба да се разграничи. Да, тука ми е проблемот. Нормално треба да ги учиме сите деца дека треба да бидат предпазливи, како да се заштитат. Не само од силување, од било какви напади. Да. Ама да не се става у главата дека они се виновни за тоа, туку да се учиме, да ги учиме децата да не го прават тоа на некој друг. Затоа што нормално, ако ги учиме сега, сите деца на светот, ако од мали се научени да не го прават тоа, нема да го прават тоа. Затоа што ќе знаат дека е погрешно. Па, не знам дали сите не би го правиле, мислам дека па има некои некои луѓе со такви карактери што се нели има со девијација што не поштуваат авторитет или со такво нешто, ама значително сигурно може да се намале. Да. И мислам дека треба и на тоа да се работи, ама да не се занемари едното. Значи, и ти само така кажа на изложбата, значи не луѓето, процент на жените што силуваат, не знам дали имаш него статистика колку се после, да речеме после излегување. Дали има некои што се силува, пошто има и дома има, нели може да биеш и у брак со некој да бидеш силуван. Значи да бидеш нели па домашно насилство, преска што го збориме. У Англија знам учиме ние по право, која година беше, мислам дека беше или 80-те или рани 90-те, до тугај законски било да не може, законно било да не може да те силува брачниот партнер. Што е, мислам, многу. Мислам, професорка што ми предавал по право, мислам дека очите ги преврте едно 10 пати у 10 минути, значи дека објаснуваше нели како е и дека не знам кај нас дали мислам дека не постои некој таков закон или рестрикција. Не се што е на хартија е исто у пракса. Точно. Затоа што у закон немаме дека не може да те силува брачен партнер, ама нема да биде иста реакција на пример ако отидеш да пријавиш. У полиција да отидеш и да кажеш маш ми силува, како може да те силува, маш ти е у брак сте, нели? Затоа што имаме некоја имаме некое верување дека ако јас стапам у брак со него, тоа значи дека јас цело време ќе сакам да имам секс, затоа што сум у брак со него. Што не е точно, нели? Па да имаш секс е чувство, желба. И сега јас немам цело време желба да да пијам вода, некогаш ми се пие, некогаш не ми се. Добро, чисто сакам само да нагласам дека пример, не се сите сигурно полициски стајници или не се сите центри така. Значи тоа е некое генерално размислување, ама верувам дека има многу, пошто нели има случаи на приувано и на приување на сексуално на речем насилување или на домашно силување. Значи че имаме пријави и по медиите или по вести имаме слушано многу пати. Значи некои центри си ги вршат, значи таа не е генерализација, нели сега кажеш отидели и нели кажали сега како може. Тоа е некоја генерализација, ама нели мислам дека има и исклучоци и треба
Тука Не, треба да се да, поправат тие што не се или да. до сите што го слушат во или не битно да го слушат, треба да се тргне таа стигна. Да. Не, нормално дека има исклучоци, нели, секаде има исклучоци, во секоја ситуација Да. има исклучок некој, ама не верувам дека треба да ги praise на македонски. Да ги славеме? Да ги Да, славеме. да ги славеме полицајците што си ја вршат работата. Затоа што на него работа му е, ако некој каже дека е силуван, да го прифане тоа, да го испита и ако треба да се затворе некој. Добро. Затоа што тоа му е работа. Да. Он Добро, на него му е работа не, тоа, да. не да го славиш, ама некој начин да го земеш за пример. Што може да се прави преку славењето или на некои други да, Да, го да, земат да. за пример, или веќе ако имаш позитивен фидбек, што е работа со македонски? Ако имаш позитивен да речем нели Повратен одговор. повратен одговор од општеството или дека тоа е окей, сигурно и други луѓе на Да. слична позиција или ниста позиција со тебе би се огледували и би виделе дека тоа е окей. Значи, те тоа го форсирај го пример, нели, да имаш позитивен одговор кон такви работи за да се потекнува. Да, ама знаеш, тоа е као да му кажеш браво на полицајецот за тоа што уапсил криминалец. Тоа му е работа. Знаеш, као не знам како да го направам по Мислам дека не практично. баш дали е време или не е време за браво на тоа е полицајците. Тоа е малку друга тема. со тоа се што се Да, дешава ама по не, Америка. согласувам се дека нормално има исклучоци, треба да се прикажуваат тие исклучоци повеќе, ама надевам се дека и нема да бидат Дека исклучоци, туку ќе стане исклучоци ќе норма. бидат тие што нема да го Јас се надевам. прифанат. Јас се надевам дека ќе биде тоа, Да. дека ќе биде малку по ќе биде нели мејнстрим, Да. наречеме или по нешто друго што сакаше да питам, преска да постави едно интересно прашање. Не ќе да те питам, нели, пошто малку си очигледно си на, да речеме, левичарска идеологија, малку про, нели, Да. да речеме, про левичарски идеи, со тоа доваѓа и очигледно и феминизмот и на мајцата, не знам дали се чита феминизм. Да, мислам дека се. Да се покажам. да се прочита. Да. Да се декларираш и нели како феминистка и сакам малку само на тоа да поразговараме. Значи нема те прашам што е феминизам, пошто не ми е толку досадна емисијата или надевам се дека не ми е толку досадна емисијата. Туку ќе те прашам што не е феминизам. Поточно кои се мисконцепции ги имат луѓето. Да. Не само типот на дека се финансирано од Џорџ Сорос или од некој друг. Кои се мисконцепции ги имат луѓето за феминизам или за модерниот феминизам за кој што ти си адвокат или глас, наречем? Може ли да ги именувам мисконцепциите, па да обработам зашо Може, не е што така? сакаш да правиш? Прво е дека сите феминисти мразиме мажи. Добро. Не е точно. Затоа што феминизмот се бори и за мажите. У дефиницијата на феминизмот стое дека еднаквост на половите. Добро. Половите во смисла на и мажите и жените. Сега, има нормално исклучоци, како што Да. има и кај полицијата, има и кај нас, феминистите, дека има некои жени што се целосно антимажи. Добро. Според мене тоа не е феминизам. Сега, многу е лошо да кажам што е вистински феминизам, а што не е вистински феминизам, ама кога забегуваш од ептен општата дефиниција на феминизмот дека се бориш за еднаквост на двата пола, Добро. тогава тоа не е феминизам. Тоа се нарекува радикален феминизам или радикален нешто друго? Мизандрија. Мизандрија. Да. Тоа прв пат го слушам. Да. И нели мизогонија е чувство на супериорност над жените, обично над мажите, добро. мизандрија е чувство на супериорност над мажите. Јасно. Добро. Да. И нормално нели тие луѓе кои се идентификуваат како феминисти, тоа праве слика дека феминизмот е тоа, а не е тоа. Исто не е повеќе као што не е феминизам, туку е мисконцепција за феминизмот е дека не ни треба. Како мислиш не им треба?
Усмислено е многу пати некои луѓе ќе ми кажат дека па вие можете да гласате. Вие земате иста плата, што ви треба феминизм? Као изборија се до сега за вас, што ви треба повеќе? Добро. Као И што е твој одговор на тоа? Дека како прво не земаме иста плата. Последното истражување, тоест последните информации што јас ги имам, е дека wage gap кај нас, тоест која е разликата помеѓу платите кај жените и мажите е 12%. Да. 12%, што 12% е огромна бројка, тоест огромен процент, и е највисок на Балкан. И тука не збореме само за маж и жена на иста позиција, иста фирма, туку се зборе на колективно жените колку имат успоредба со мажите. Добро. Тука нормално се зима у игра и кои позиции ги држат мажите, зашо ги држат тие позиции, кои жените зашо и слично. Исто самото тоа дека ние имаме право да гласаме и дека имаме, да кажем, луѓето мислат дека нема тука wage gap, не се единствените причини зашо ни треба феминизм. Жените и мажите се целосно различно третирани у сите сфери у општеството. Добро. Нормално не секаде, ама генерално е тоа. Нели, жените се гледат како негувателки, како тие што треба да бидат дома и да се грижат за семејството, а мажите па дека морат да работат и они да економски да се грижат за семејството. И нели, кога имаме отстапување, тогава се дига фама, дека не треба тоа така да биде. Исто и третиот и четвртиот бран на феминизма малку повеќе се фокусират на тоа, нели, социјалната као перцепција на мажите и жените у општеството, исто и на сексуална слобода. Тука станува збор за, јас зборам за како се гледат жените што се посексуално активни, успоредба со мажите што се посексуално активни. Нели, жените што се посексуално активни се нарекуваат со поградни зборови курва, било шо, а мажите што се посексуално активни, тоа име како некое, како да кажам, нешто со кое што можат да се фалат. И нормално тоа е уште една од борбите за кои што ние се застапуваме. Добро, ќе направиме еден чекор назад само малку. Тај многу, мислам дека е многу и реално мислам дека многу голема тема и многу голем проблем или да речем точка на дискусија за плаќањето помеѓу нели жените и мажите и дали колку еднакво. Прво нешто сакаше да спомнам дека може Сара ќе види, ако може да види на како беше некоја страна, дали нешто беше економија Македонија или нешто. Имаше некоја статистика дека виртуелно нема или многу мал процент е намален, нели, тај wage gap или со најновите истражувања од 2019 или 2018 или 2019. Значи јас тоа го виде. Од 2013, така да сигурно има нови. Значи јас виде 12% ми остана некако мозокот запамтена. После тоа мислам дека паѓа на 8, па паѓа на неколку проценти у последните години. Ако може Сара да прогугла, може ќе ја најде, може нема, не битно ќе ја побарам. Ама баш ми беше шокирало, ама ќе побарам, ќе те пратам баш така и нареден пат да дискутираме за ово, дека виртуелно ја нема у Македонијата или нешто некој процент било сведено. Така да мислам прогласи баш сакам да дискутирам дали е тоа нешто мислам дека економија Македонија или нешто такво, ама на македонски ќе биде разлика во платите, нели пише истражување, разлика во платите. Wage gap како беше на македонски дупка плати, не знам, не знам како е, ама добро, ако онаа Сара ќе ни каже. Сега таа е многу, да се врнам па јас уште еден чекор назад, таа е многу комплицирана тема. У тоа што тука доваѓат и да речем поинти на кои што се базираат нели на карактерно, генерално зборено на нешто друго што сакаше да спомнам, нели, околу статистиката, дека има јас уплатите помеѓу мажите и помеѓу жените.
Мислам дека ти ми спомна дека има некои 12%, што мислам дека у последните неколку години мислам дека е намален. Не знам, не можеме да најдеме статистиката, а мислам дека некоја дали статистика или економија Македонија беше видел некои податоци дека е виртуално намалена на некој мал процент, што искрено радуваме, ама не знам дали е решен проблем или не е решен проблем или не знам што е, нели, што се е десело тука. Сега сакаш само да кажем дека ваа дебата е многу голема и комплицирана и е мултифакторијална, значи има многу фактори, значи мислам дека не можеме да сведеме на само мажите ги плаќаме повеќе од жените или тоа. Мислам дека е многу комплицирано, че моје мислење дека се дужи на фактори на на деца и на пораѓај и на колку, нели, спомнаваме нешто да имаш да речеме да имаш опција да бираш помеѓу дете или помеѓу кариера, работодавецот, нели, ако ти даде опција. Не опција, ама, нели, ти спомна прашуват работодавците. Обично на интервју ќе прашат жена дали планира да има деца уиднина, за да знае дали он ќе изгуби работна сила за неколку 9-10 месец. Да. И, нели, викаш ако такво, ако имам, нели, не треба да не е фер да имам избор да бирам помеѓу дали сакам дете или дали сакам кариера. Да. Зашо и не и двете? Како што ти спомна за примерката на Нов Зеланд, што се е справила со се. И не знам, мислам дека многу комплицирана тема. Не икам да навлегувам од причина што не сум компетентен толку дали од психолошка, да речем, перспектива, дека многу има разлика у понашањето на мажите спрема жените, какви се карактерно, нели, какви се карактерно мажите спрема жените на екстремите, колку има, нели, пошто има па и многу успешни жени. Ама, нели, за таа цена, значи, имам, нели, читано и слушано се, ама не сум уопште, јас сум со научна позадина, сум, мислам, со друг вид, не сум уопште у психологија. Ама мислам дека тоа е така комплицирана тема. Да. Исто, уште нешто што ми текна, што не е феминизам, кога сме веќе на оваа тема, е тоа кога феминистки се кажуваат себе си како феминистки, ама после тоа осудуват други жени. Или па мажи. Сега, тука на ум ми паѓа пример, ако некоја феминистка ќе каже или ќе осудува некоја жена што одбрала да, например, биде домакинка. Да. Што е многу популарно поради некоја причина у феминизмот, тоест тај феминизам, дека, нели, сите жени треба да се стремеме кон кариера, што не е точно, нели, ние феминизмот како движење се боре за правото на избор. Да. Тука, нели, право на избор на кариера, дали да се има кариера. Право на избор на абортус. Да, абортус, деца, колку деца, кога. Да. Се тоа. Тука е малку интересно кај шо. Од една страна, сакаш да дестигматизираш, нели, жените да бидат домакинки или само дома да седат или дека може, од друга страна па не смееш да ги критикуваш, тука малку е така греј, нели, малку така улаваш, ама па у исто време убаво потенцира дека сакаме нели, сакаме да кажеме да си има избор, да можеш да избереш дали сакаш да биеш, ако сакаш да биеш, ако си таков карактер, да сакаш дома да биеш, ако си домакин, ако за тоа те бива, ако сакаш дома дома само да си бираш, ако имаш машо, има убава, да речеме, или работа, или зима доволна плата, можеш да избржаш од двајцата, задоволна си. Да, зашо да не? Зашо да не? Кој може да спречи? Да. Исто така, ако си машо, ако сакаш дома да седеш, ако сакаш си правиш, ако жената ти има добри примери, што може да е многу поретко, зашо да не? Избор треба да ти биде, да можеш шо и да се избереш, да ти биде, нели, да биде по твоја волја, а не по тоа некој друг што е кажал или нешто што нели е стигматизирано со општеството. Сега тука околу абортус, нели, правото на избор околу абортусо, има многу различни мислења, многу различни полиси низ светот, значи некаде у една многу прогресивна, речем, либерална Америка,
имаш уште држави кој што е нелегално, кој што не смееш, Мгм. мислам малку по на југ, малку по така Да, на јужна често е на Јужна Америка, да, малку се така по-конзервативни. И сега јас можам да го изнесам мојот став, ама тоа Мгм. нема да значи ништо, пошто јас имам работа, работам на хемија, ништо нема да придонесам или кон законски или кон ништо. Мојот личен став, мислам дека треба да се има право на избор. Сега, тука кај што малку почнува да ме загрижува, е абортус и удоцна бременост, кај што според мене, не знам твој каков став е, ама јас од форензичка перспектива имам гледано, бил сум на презентации на се тоа и како се одвива, пример, абортус удоцна бременост, зборам 7,5, 8 или дури некој пати, не знам, дали 9 месец. Според мене тоа не е окей морално, мислам не морално, туку според мене тоа не е окей, мислам дека уопште не е нешто, не дека не ми е вкусно, ама не би го оправдал. Онака, пример да речем урана бременост, нали, 3-4 недели, 1 месец, кај што уште е само биохемиски процес или нешто, или како, нели, само почнува, пошто многу има случаи кај што, нели, пример, да е жената силована. Да. Не е било по нејзин избор, останала бремена. Ако не ќе имам дете, нели, мислам дека треба да си го абортирам. Сега, кај ќе ја пресечеш таа линијата, нели, до кај е окей, не ме прашувај мене, тоа е прашање за 1 милиарда, за $1 милион, нели, милионското прашање, кај би остила таа линија, или доколку е окей. Сега, има си екстреми, јас многу често со екстреми не се согласувам, дека секој абортус е окей, нели, у Америка имам слушано аргументи дека секундата кога ќе се зачне, нели, сперматозидот и јајцеклетката, тоа застанува, нели, тука со зачнувањето, тука почнува бременоста и тај абортус не е окей. Има па и други екстреми што сум слушал левичарска, дека и што викаат late term abortions или се укасни, наречем, бременности. Твое дете, мислам, твое тело е твое и имаш право на тоа. Искрено со тоа ја не се согласувам, па тука дигам раци, јас не сум носил дете, не знам како е да сум носил дете, не сум бил силуван па да носам дете по моја волја и не можам да кажам кој што сака да прави. Твоја став како од прилика на... Late term обично се збори за најкасно до 24-та недела. Тоа месец Тоа е 6-ти, отприлика, 6-ти месец. 22 до 24 единствено до моје знаење се прават абортуси на деца што после раѓањето или ќе имат многу големи проблеми, или веројатно е дека нема да го преживеат процесот на раѓање ни па живењето. Да. Големи проблеми, мислиш, некои физички или проблеми? Физички, или конгенитални нешто. Најчесто е физички. Нешто. Да. Ова сега, пошто ми студирам дефектологија, збориме го на повеќе предмети, тоа, нели, дали е окей да се абортира дете што ќе има посебни потреби, нели, тоа е, тоа е веќе друга тематика, ама општиот консензус е дека ако шансите за тоа дете да преживее откако ќе се роде се страшно мали или никакви, тугајка веројатно би било по-хумано да се абортира за да се, нели, да се намали и болката и на родителите, а и на целиот тај процес да треба да се боре за живот некои дали 10 минути. Обично абортусите се од 12 до 22 недела некаде. Добро. 22 е веќе, нели, најкасно. Најчесто повеќето закони. Сега, јас сум многу за правото на избор. Добро. У смисла на јас да одберам кога сакам да имам деца, дали сакам да имам деца, со кој сакам да имам деца и колку. Но тоа, мислам, тоа си човечко Да, право треба да си. Нормално. Сега, јас скроз го поддржувам абортусот како интервенција, затоа што не сметам дека е хумано некој што или не е спремен да има дете, да ги помине тие 9 месеци физички терет, па после уште многу повеќе 18 години. 18 легално, нели, ама Да. никој
барем кај нас најчесто е уште 10. Мост. Да. Значи, тоа е огромен проблем. Плюс, често се случува луѓе што не ќат да имат деца, а не се имале таа шанса да одберат дали сакат да имат деца или не, да имат некаква омраза кон тоа дете. И зашо ти би го ставал зашо ти би не ти како ти, туку зашо луѓето би сакале да стават некое дете у ситуација кај што родител ќе го мрази, затоа што се осеќа, колку и да не го покажува, да не го кажува вербално тоа родител, па се осеќа таа ладна. Да, пример ако некој бил, што кажа, преска што го да пример ако некој бил, нели, жена силувана, па да го роди детето, мислам, сега не знам, не сум мајка, па да кажам дали дете си дете твое, па ќе го сакаш, или не знам какво е. Не можеме да се предпоставам како ќе го гледа таа жена тоа дете, или дали... Не, многу е културно да се каже, нели, твое си ќе си го сакаш. И сите мајки мислам дека би го кажале тоа, ако ги прашаш, нели, дали си ги сакат децата, никоја мајка нема да каже не, мразам си го детето. Ама многу е нормално од таква ситуација да имаш некакви непријатни чувства. Знаеш, како тоа дете секогаш ќе те потсеќа на таква ситуација што била травматична за тебе. Јасно. И нормално не само у таа ситуација, туку јас мислам дека ако на пример некој едноставно не ќе да има деца, у тај момент дека абортусот како основно човечко право, не или право на избор, на лична автономија врз телото, дека мора да биде пружено на сите. Сега нормално мора да се има рестрикции. Обично се стават тие 12 до 20 недела рестрикции, затоа што у тај период ти да го извадеш тоа дете и да го родиш тоа дете нема да може да преживее у своето тело. У која фаза е те примерно 12-13 недела? У која фаза на развој е? Не знам точно да ти кажам. Добро. Забрави го тај предмет. Ама не, имавме предмет кај што ги учевме, нели, сите фази по месеци што се случува. Ама обично децата до 24-та недела нема да можат да преживеат надвор од телото на жената, на мајката, тоест. Затоа што они зависат од тоа што мајката го има да го пружи, без разлика дали тоа е храна или било што. Дури многу често белите дробови не се развиваат како што треба до 6-ти месец. Така да ако родиш дете пред тогај што од една страна не е можно, ама и да се случи, нема да може да живее само од своето тело. И затоа у таа ситуација, мислам не само у таа ситуација, туку едноставно ако некој не ќе да има дете, скроз го поддржувам правото да одлучи дали да има дете или не. И дали да се сноси со тие неколку месеци на носење на дете. И само така, за крај сакам да спомнам дека нели и многу жени што одбират нели да имат абортус, нели да тоа не го прават со лесно срце. Мислам, уствари мислам дека имам читал некои форми, некои има луѓе што имат фетиши за тоа се имале. Мислам ретко, многу ретко, значи не сметам таа група на дискусијата, ама генерално да речеме 99,999% од луѓето со лесно срце сигурно не одпа што тоа е и ризик физички, нели има процент шанса, нели да после да може. Хируршка интервенција, секогаш има шанса за нешто да и психички да не зборам, нели општествено тоа него не земам обзир, значи психички и физички многу големо оптеретување врз. Наталија, благодарам премногу, мислам дека тука некаде треба да прекинеме мал лимит. Благодарам многу што дојде и што си позборуваме и имам ќе бидам јас среќен ако барем 5%, 10% од тоа што го кажа допре до некој и предизвика некоја промена или барем потекнува некој размислување за некои работи околу стигматизацијата и околу некои работи што треба дефинитивно малку да се ги нели да подразмислиме ние како луѓе и како општество што треба да се ги сменеме. Фала ти многу и на тебе за поканата. Мислам, не сме се видели јас ти одамна. Многу време. Порастала си од последниот пат се искрено да кажам. Да, и беше убаво и да се видиме и да се изнамабетеме сега. Мислам, знам дека ово е
мислам, се што збориме до сега е од една страна контроверзно, ама фала ти за дискусијата, многу човечки беше, надевам се дека истата ќе имам и у коментари. Ако некој сака да... Не, најголема грешка што можеш да направиш е да ги читаш коментарите. Јас тоа ги кажам. Ама не можам да не ги читам. Не можеш да ги читаш. Тоа треба да си го правиш. Не, тука јас малку ќе те едуцирам. Немам таква само контрола. Аз ќе рубрика онлайн Да. едукација, справување со интернет и со хейт. Да. Ама ако некој е за нормална здрава дискусија, да. слободно Или да. сака и нешто да фала те ти. контактира, слободно. Ништо, уште нешка фала што дојде и што си, нели, што си позбориме и што сакаш, нели, да потенцираш некои работи. И надевам се, мислам дека сакам нарен пат да дискутираме и ќе има и следни делови од ово, на кој многу работи што имам запишано, не сме ни допрели, ама да оставиме нешто и за нарен пат. Фала ти и на тебе многу. Дали. Пријатно. Чао, Чао. чао.